2025 за некого година на стабилизација и зацврстување на политичката арена, за некого продлабочување кон понород, за Македонија како држава, ова представуваше година на своевидна рехабилитација за да сега конечно работите тргнат на подобро, како на политички, така и на надворешен економски план. Владеачката ВМРО ДПМН победливата победа на локалните избори успеа да се устоличи како неприкосновена партија на политички план, партија која во моментов никој не може да ја загрози. Во свој раце ги има председателското место, владата, мнозинството во собранието и покрај акумулираната моќ, човекот кој крена партијата од пепелта, премиерот Мицкоски, најави дека ова му е последен мандат како лидер на ВМРО ДПМН. Ке работам да направам Македонија држава што ќе биде стабилна, дури и кога нема кој да ја брани, затоа што ќе се брани самата. Сите сме свесни дека нашата историја не ја создале лесни времиња, ја создале предизвици. Ја создале луѓе што немале привилегија на удобство. За разлика од ВМРО ДПМН, која има со што да се пофали, опозицијската СДСМ под раководната палка на несодениот доктор Дубај и верен другар на Зајав Венко Филипче ги доживува своите најцрни денови. На локалните избори загубија се што можеше да се загуби, вклучително и нивниот децениски бастион Струмица, но наместо освестување Филипче како да е решен, заедно со себе во понор да ја однеси партијата, сите се виновни, само не тој. Го разреши или принуди на оставка целото раководство, а при изборот на нови кадри не донесе ништо ново или освежувачко, наместо тоа го продлабочи јазот внатре и почна отворена војна со секој што не се согласува со него. Наши поранешни функционери, еден поранешен функционер, други двајца претходно, едниот кој што не се појавил во јавноста, не знам од кога, со години. Некои луѓе кои што не се веќе во партијата, туку заминале во предавничката знам. И сега најнаш во овој момент излегуваат и се активираат и се гласни. Што е суштината? Раслојување на опозицијата, слабење од внатре. Сепак за најголем губитник во 2025-та најверојатно може да се прогласи Али Ахмети и неговата ДУИ. Со поразот на Османи во Чајрно и губењето на сите поголеми општини конечно заврши детронизацијата на оваа партија. Албанците во Македонија покажаа дека неговата воинствена и националистичка реторика веќе не пали, но како и Филипче, така и Ахмети не признава пораз. Отиде до таму да почне да се фали како е распаднал Југославија. Најдобро знаел што е национализам, имал некаков план на кој би сакал да се оствари, а ако тоа не се случи, ќе се одело на план Б. Ако излезел на улица, веќе не се враќал. Дали слушате кој победил? Зошто да се повлечем од политиката? Дали ги сакате резултатите? Одете во ДИК и ќе ги верифицирате. Ако можете да видите за 25 години дали имало еден пораз на Али Ахмети. Во битки има и порази. Аналитичарите се согласуваат дека во последниве 12 месеци на внатрешен план ВМРО ДПМН вреди и знам ги зацврстиле позициите додека СДСМ и ДУИ тонат во политичкото мочуриште. Актуелната власт однесе убедлива победа дури во општини каде што до тогаш и немаше власт или се сметаше дека нема доволно сила да ги победи како такви. Од друга страна, опозицијата пред се Социјалдемократскиот сојуз ги изгуби скоро сите општини со кои раководеше. Единствена позначајна и поголема општина која остана во нивно владение општина Центар, се друго се помали или рурални општини. Од друга страна, кај Демократската унија за интеграција се случи па целосен дебакл. Тие ги изгубија буквално сите градски средини. Ваквата состојба на домашен план донесе и драстична промена на надворешен. По речиси 7 години порази и попуштања, конечно некој во Македонија ја крена рачната за бугарските уцени. Нема влегување во устав се додека не се добијат гаранции дека уцените ќе запрат. Полека и Европската унија станува свесна дека нема како и досега. Забележливи се оние потези чекори кои што ги превземаше нашата дипломатија во остварувањето на средби на различни нивоа со представниците на институциите на Европската унија, со незините држави членки, како и според мене едно од позначајните е тоа што се остварја многу високи средби на
нивото на билатералните односи со Соединените Американски држави, представувањето на нашите позиции, она што значи заштита на нашите интереси на меѓународно поле, се како беа дел од таа комуникација. И додека чекаме на Унијата, власта покажува дека работите нема да стојат во место. Отворен е фронт против криминалот и корупцијата. Парите веќе не се трошат залудно, туку се пренасочуваат кон капитални проекти, односно своевидна обнова. Автопати, железница, авиолинии се само дел од проектите. Ние гледаме повеќе од 12-13 години градење на автопатската делница помеѓу Кичево и Охрид, која беше во целосен застој. Сега гледаме едно турбо темпо каде што веќе половина од автопатот е ставен во употреба. Работата на инфраструктурата како што гледаме е во полнек. Се надеваме дека ќе има брза завршница и дека во многу брзо време ќе има резултати, затоа што развојот на државата меѓу другото е детерминиран и со добра инфраструктурна мрежа. Ако ова 2025 година беше година на рехабилитација, следната по сето ова што се случи ветува многу, дека конечно можеме да добиеме година кога Македонија ќе влезе во период на развој.